Почитувани, добар ден, ја гледате Црвена линија. Куќа во Охрид стара 1 век е срамната со земја за помалку од 2 дена, додека институциите си ја префрлаат одговорноста околу нејзиниот статус на заштита. Во исто време во Куманово е откриен случај на урнат заштитен објект на културно наследство, на чие место е изградена дивоградба. А во Скопје со години се бележат дивоградби на Битпазар и објекти на јавен простор кои тешко се отстрануваат. Сето тоа отвара прашање како вредните објекти исчезнуваат брзо, а нелегалните градби обстојуваат со години. И кој навистина го штити културното наследство и јавниот интерес. Тоа е оно што денес ке зборуваме со вас, почитувани, секако за да бидете дел од ова издание на Црвена линија. Верувам секој ден од вас ќе има одговор на нашите прашања. Треба да го завртите и нашиот добро познат број 023070005. На самиот почеток, како што и секогаш правиме во Црвена линија, ве упатуваме и на Инстаграм. Целта е да бидете активни во секоја една анкета која што ја објавува на Инстаграм стори Црвена линија. Па така и денес имаме анкета на профилот на нашиот профил на Инстаграм. Поточно прво заследете Црвена линија, па и Телма телевизија, потоа веднаш се разбира кликнете на Инстаграм стори. Таму ве прашуваме, има ли историска градба во вашиот град која е запуштена или пред уривање? Имате две опции за одговор. Под А има, под Б нема. За учество во анкетите важно е да се кликне на полето кое што го содржи одговорот, не ги давајте и не ги впишувајте во инбокс ДМ и така натаму, затоа што доколку кликнете на полето, автоматски се пресметува одговорот, а резултатите ги објавуваме во проценти некаде кон крајот на секој едно издание на Црвена линија. Ова ќе го започнеме со прилогот на Емилија Мисерлиевска. Купишта греди, тули и земја денес се наоѓаат на местото на препознатливата куќа на улицата Димитар Влахов во Охрид. Урната е за неполни 2 дена, а врз урнатините е паркиран багерот. Граѓаните се прашуваат дали можеше да се спаси. Многу ми е жал и не сакам да се уриваат. Тие се спомени на Охрид и олицетворение на самиот град. Да се руше старине, па тоа е злочин за мене. Тоа е злочин. А знаете да е у Србија тако исто? У Београду исто. Руше се старе зграде, старе по 100 година. Куќата почна да се урива само неколку дена по барањето на иницијативата Охрид СОС за итна привремена заштита, со образложение дека станува збор за вреден примерок со уникатна архитектонска вредност. Од Управата за заштита на културното наследство соопштија дека немаат законски ингеренции да постапуваат, бидејќи објектот не е под заштита. Иако првично кажаа дека куќата е во контактната зона на старото градско јадро, потоа соопштија дека е надвор од неа. Надлежностите на управата се однесуваат исклучиво на културни добра кои имаат утврден статус на заштита или се во постапка за заштита согласно важечката законска регулатива. До управата за заштита на културното наследство не е покрената постапка за воспоставување заштита на предметниот објект од надлежна установа за заштита, поточно Завод и музеј Охрид. Од Завод и музеј Охрид велат дека беше планирано куќата да се обележи како објект кој поседува одредени вредности и кој заслужува да биде заштитен, а за уривањето дознале од медиумите. Со рушењето трајно се губи објект кој дава свој придонес во историскиот, урбаниот и архитектонскиот развој на градот. Грешката ја гледам во недоволна координација и комуникација помеѓу локалната власт и институциите, како и во општата свест за значењето на културното наследство. Од општина Охрид велат дека се е законски. На барање на собственикот е издадено одобрение за градба во согласност со важечкиот детелен урбанистички план и планот за управување, но не одговорија каков објект ќе се гради на местото на урнатата куќа. Од куќата на улицата Димитар Влахов во Охрид остана уште еден зид. Багерите го срамнија со земја објектот стар, речиси 1 век. Останува отворено прашањето уште колку вакви градби
ги чека истата судбина. А ние, почитувани, денес во Црвена линија ве прашуваме кој потврди во заштитата на културното наследство. Зошто полесно се руши историјата од дивоградбите? Подсетувам за учество во Црвена линија треба да се заврти нашиот број 023070005 и секако да ве потсетам задолжително да го намалите и тонот на телевизорот. Најдобро е тоа да го сторите веднаш, бидејќи доколку ве превземат од режија, а не го сторите тоа, брзо ќе се исклучите, бидејќи нема да имате воопшто увид дека ве очекуваме и сте во програма. Се случува со пуштен звук на телевизорот да имате впечаток и дека некој друг зборува наместо вас, а и секако да не се слушате добро самите себе си, бидејќи телевизорот е оној кој што го одзема вниманието, создава впечаток дека треба да се прави пауза додека слушнете она што доаѓа од телевизорот, но треба да слушате само преку телефонската слушалка. Ето тоа се едни важни напомени на самиот почеток и секако секогаш имајте на ум дека 90 секунди се предвидени временски за едно вклучување. Автоматски линијата се прекинува, но можете повторно да се вклучите за да се надополните. Почнуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Кој потврди според вас во заштитата на културното наследство? Видете вака. Значи, дивоградбите не смеат да ги рушат. Бидејќи тука се умешани политичари, тука се умешани градоначалници, локални шерифи, се взимаат пари, така да тоа само може вака да се говори преку медиуми, а никако тоа не смее да се реши тоа проблем, тој проблем, дивоградбата. Тоа ќе се остане и понатаму, само ќе се взимат некои поени пред избори, демек ова влада ќе ги руши, ВМРО обеќаше дека ќе ги руши, па ништо од тоа не смее да чепне. Дали се од малцинството кој што е во коалиција со партијата на власт или па другата партија ЕЗС која беше, така да уште ќе се градат дивоградби, се до недоглед и тоа нема да ги чепкат. И тоа кај што сакат големи таму ќе градат. Сега да е некој ситен од ситна риба, некој мали, ќе му да срушат одма. А овие што се за историски, културни споменици или куки и така натаму, тоа е лесно, нема проблем, ќе се поговарат таму со газдата, со градоначалникот, еве ти тебе стане, еве и мене стане, многу лесно. А дивоградбите не иде во обзир тоа. Тоа овие две партии додека се начело со ДУИ, не иде во обзир, тоа треба да му влезе во главата на секој еден. Уште повеќе ќе има изградби дивоградби. Благодарам многу. Гледам, времето ми замина. Така, благодарам многу за учеството и вашите одговори во Црвена линија. Впрочем, и со вас ја отвараме оваа дискусија. Подсетуваме за сите вас кои што можеби малку подоцна се вклучивте. Прашањето на Црвена линија денес до сите вас се: кој потврди во заштитата на културното наследство и зошто полесно се руши историја отколку дивоградба? Добар ден. Добар ден. Добро, најверојатно од едно до друго вклучување можеби ќе имаме пауза, но веќе нема да искористиме само да ме слушате како велам. Добар ден. Туку ќе ве испратам и на профилот на Црвена линија, поточно ќе ве упатам со цел да бидете активни во ова издание и преку коментари. Доколку не заследите на Facebook, се што ви треба е профилот на Црвена линија, а секако и профилот на Телма телевизија, бидејќи темите паралелно ги објавуваме и на двата профила. Еве како изгледа нашата визуелно објава на Facebook. Пишувајте коментари, веќе и пристигнуваат првите. Па дали може еве да покажеме како изгледаме на Facebook? Со цел да дадете и тука одговор на прашањето зошто полесно се руши историјата од дивоградбата. Подсетувам дека не е активна анкетата, прашањето на Instagram story е: има ли историска градба во вашиот град која е запуштена или пред уривање? Ајде да се обидам уште еднаш и да речам добар ден. Добро, штом нема, тогаш веднаш ќе почнеме со коментарите кои што навистина ги имаше во огромен број со оглед на тоа што реакциите на јавноста беа
многу големи, па така ќе потсетам уште еднаш да се заследи профилот на Телма телевизија на Facebook, не само поради тоа што имате можност да ги следите објавите на темите на Црвена линија, туку секако и најновите и актуелни вести. Па така, кога станува збор за куќата на улицата Димитар Влахов во Охрид, која што од неа остана само еден зид, имаше навистина голем број коментари. Еден од одговорите беше и следниот. Тони Анандантно Евтимнов напишал: не е битно што мислат граѓаните, битен е интересот на СДСМ и ДПМН. Тендери, згради, бетони, милијарди. Јас ке се обидам уште еднаш, ке речам добар ден, најверојатно ни е блокирана линијата, но како и да е, еве ќе искористам можноста додека го очекуваме следното вклучување, особено ќе ни биде драго еве да ни откриете од каде и да се јавувате, дали се разбира во вашето место, во вашиот град, сте сведок на постоење на историска градба која што е запуштена или пред уривање и дали ви се чини дека еве постои потфрлање во однос на заштитата на културното наследство, бидејќи навистина луѓето кои што навистина ги ценат ваквите стари градби, кои што се сушност и обележени едно време и секако му пркосат на време, тој треба цел еден век, дали можеби требаше да се заштити како културно наследство, или ви се чини дека полесно се руши кај нас историјата отколку дивоградбите. Добар ден! Нема, добро, нема. Најверојатно имаме блокада. Се случува и тоа, не сме изненадени, но еве ги и реакциите. Верувам дека ќе имаме можност што поскоро технички да се оспособиме за да почнеме активно погледача да продолжиме и совесно, еве и голем дел од реакции. Потсетувам, заследете го и профилот на Телма телевизија. Даниел Аврамов дури напишал: срушете ги и Самоиловите тврдини и изградете и таму згради. Наско Карадаковски пак напишал: со рушење на таквите објекти се убива и душата на Охрид. Старите охриѓани знаеа да го чуваат градот, ама сега по се изгледа ги нема. Такво нешто дивјештво само кај нас има. Да се обидам уште еднаш. Добро, да продолжам. Да, не... Еден имаме, добро. Добар ден. Здраво, живо. Па ве изначекавме да ви кажеме, верувам дека и вие лесно не добивте во овој момент. Па да, другите тешко се добиваат кај вас полесно. Кај нас полесно. Добро, еве, дали кај нас полесно се урива историјата, а потешко дивоградбите? Зошто е тоа така? Затоа што нема суд, нема страф од казливост. Подмитена е дивоградбата. Затоа да му јасно на општо на сите во Македонија. Значи, клучот е рачистување со злосторничкото одружение кое е вгнездено во судот. Нормално не сите суди. Затоа е тоа така. Затоа ќе се реши и кога ќе се реши, во Европската унија експресно ќе не примат. Колку пати кажале од европската функционерите? Корупцијата, не е тоа корупција, кај нас е монструозно нешто тоа, не е корупција секаде постои. Во секоја држава некој ќе се осмели да биде корумпиран. Ама ако го патат, нема тука простување. А тука, што порачуваат злоторниците вработени како суди? Кога правите криминал, направите со голема сума криминал, оти ние треба да не платите, дебело да не платите и чисто. Сега го гледам Голапција во ред, Голапција Богоев за ситна пара. Не мораше да во ред. Еве се извинувам да речеме и доколку куќата има собственик и тој одлука на собственикот, сметате ли дека ваквите куќи треба да бидат заштитени од страна на државата како културно наследство? Да се доискажам. Да, добро што го притворија Богоев, што го тоа не е темата, господине, затоа и ве подпрашувам да ве навратам на она зашто зборувавме со вас. Ако, значи тоа не треба да се во јавно да се кажува за ситни, за крупните криминали треба да се кажува во јавно.
Добро, благодарам многу. Секако еве една напомена до останатите гледачи кои што ќе се вклучувате во текот на ова издание на Црвена линија, ве замолувам секако да се држиме до темата, бидејќи резултатот може да биде ако се оддалечиме од она што ни е целта, тоа е да ги добиеме денес прашањата во однос на тоа кој потврди според вас во заштитата на културното наследство и зошто полесно се руши кај нас историја отколку дивоградби. Ако зборуваме на нешто што не е во однос на темата, се разбира гледачите кои што можеби и подоцна ќе се вклучат, ќе добијат впечаток дека во Црвена линија се дискутира за нешто зашто всушност и не се дискутира. Така да еве ќе потсетиме за сите вас кои што можеби од овој момент да почнувате да ја следите Црвена линија, потсетувам да бидете активни не само во денешната анкета, туку во секоја една наредна. За учество во анкетите важно да нас заследите на Инстаграм. Еве, додека имаме пауза, јас ќе се обидам секако ќе речам добар ден, ќе ве потсетам да бидете активни во анкетите со заследување на Црвена линија на Инстаграм и Телма телевизија, а еве и како изгледаме на Инстаграм стори. Добар ден. Ало, добар ден. Па еве, ова ни е анкетно прашање, има ли историска градба во вашиот град која е запуштена или предуривање? Не се рушат таквите градби. Што направија со хотелот Шарли се викаше во Битпазар? Го рушија, никому ништо. Појао вук магарца, што би рекле србите. Кај нас све се руши што е историско. Све се оди во современо, кај што има материјална корист. Државата треба да воведе закон и да има ригорозни казни. Не е само да профитираат. Дали е тоа наследство од прадедо, а тоа е и во Србија, што рече на еден медиум, една жителка на Србија, што рече во Србија истото е. Само материјалното се гледа, духовно не, историско не, само пари, профит, добар профит. Сега во Охрид ќе тигне тамо 4 ката тамо и ќе направи хотел и ќе издава соби и ќе профитират и тоа. И никој не му води есап колку профитирал и што профитирал. Тоа е, госпоđo Тино. Бидете поздравени. Бидете поздравени, нешто сте околу 15 на секунди покуси од предвидените, но секако сосема јасни. Благодарам што земавте активно учество во Црвена линија и со нашите гледачи ги споделивте вашите одговори. А секако од големиот број на реакции се разбира по уривањето на ова автентична стара куќа во Охрид, поточно на улицата Димитар Влахов, која што обстојува, односно изградена во 1927 година, што се може слободно да се каже еден век, постои и зборува за времето низ кое што постои. Сега е веќе урната. А што се однесува до коментарите на објавата на профилот на Телма телевизија на Facebook, се разбира по објавениот прилог на Емилија Мисерлиевски, кој што можевме да го видиме на самиот почеток на Црвена линија, еве што напиша и Андријана Башовска, вели: и покрај поднесеното барање за итна заштита, започна уривањето на старата куќа на улицата Димитар Влахов во Охрид. Уште еден значаен објект исчезнува пред очите на институциите и јавноста. На сличен варварски начин претходно беа уништени ресторанот и дискотеката Парк, ремек дела на архитектот Павел Балабан. Пред почетокот на уривањето до надлежните институции беше доставено барање за итна привремена заштита на објектот, кој се наоѓа во непосредна близина на старото градско јадро на Охрид, но наместо заштита сведочиме на негово исчезнување. Колку уште делови од архитектонското и културно наследство на Охрид ќе бидат избришани пред институциите да реагираат и постапуваат по закон. Па кој потврди почитувани според вас во заштитата на културното наследство? Добар ден. Добар ден. Хало. Во Црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Рековте дали имаме во околината. Да, имаме. Например, куќата на
народниот херој Александар Руждаревски беше долго време ставена под закон за заштита. Меѓутоа, општината си донесе решение со кое само не обавестија. Никаков договор претходно, ниту не обавестиле пред тоа дека куќата пропаѓа и дека више не е под закон на заштита, можеме да си ја користиме. А во порано, кога беше уште поздрава куќата, настојуваше сопругот мој да ја поправи малку, да ја среди. Они му дадоа решение да ја врати во првобитно тако, затоа што таа е под закон на заштита и ако треба тоа државата ќе го прави. Меѓутоа ништо од сето тоа и еве куќата пропадна. Остана само уште називот дека во таа куќа живеел народниот херој Александар Руждаревски Станко. Благодарам. Па еве, секако ќе го искористам вашето учество да го слушам и од вас одговорот. Ви се чини дека многу полесно се урива кај нас историја отколку дивоградби. Да, и зошто е тоа така според вас? Тоа затоа што тука има профит некој, а во оваа нема зашто треба да улагат државата да троши пари за народните херои. Вака нека се урне све и да се заборават. Дури и бистата му е сменија која воопште не личи на ова. Ја урива, дури ми претеа дека или да симнам јас тоа тамо на Ич, што се требало на Ич да се прозива, не на македонски. Он така се водел и на факултет и секаде. Се осеќал дека е македонец, иако по татко бил србин, а по мајка бил македонец. Меѓутоа живеел во Скопје, во Чучер, и се осеќал како македонец. Така, големо благодарам еве што го споделивте ова со нас и секако со гледачите на Црвена линија. Останете докрај и слушнете ги останатите и сведоштва, бидејќи бараме да слушаме од вас дали во градот или местото од каде што ни се јавувате сте сведоци на постоење на историска градба која е запуштена и пред уривање. И дали ви се чини дека кај нас во нашата земја полесно се руши историјата и културното наследство отколку дивоградбите. И кој според вас сушност потврли во заштитата на културното наследство? Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Се слушаме? Да, се слушаме. Одлично. Кој ги блокира линиите? Па ставите некоја поделикатна тема, ќе видите дека сите ќе бидат блокирани. Тоа е моето мислење. А зошто дивоградбите се заштитени? Па мито и корупција, бре господа. Тој ги штити. Никој не сте пробале да извадите легално дозвола за градба. 2-3 години ви треба за објект што се гради една година. Без мито и корупција. Има да ве гњават се додека не ви излечат пари. А јавните објекти нема кој да ги заштити, затоа што таму нема кој да плати. Јас ќе ви кажам, сум градел објект на татко ми Дуќан во Чаршија Скопска и тоа е заштита под заштита на културно наследство. Ма секој ден поминуваше инспекторот од како се вика таа институцијата за заштита на културни споменици, која што проверуваше дали се одведуваат според прописот, разбирате? Сега никој тоа не го прави. Затоа ќе не биде така, драга моја господо. Само парата игра и интересот. Ни урбанизација, ни ништо. Дива лига. Благодарам. Благодарам многу. Секако темата која што ја поставивме е резултат на тоа што имаше огромни реакции од јавноста, а јавноста се всушност граѓаните. Секако ова што се случи, се разбира во Охрид, не ги засегна само Охриѓани, туку и сите оние кои што ја знаат вредноста и сушност безсмртноста на културното наследство. Но еве ќе споделиме дел и од реакциите под објавата за рушењето на оваа куќа во Охрид. Ацо Таневски Македонски напише: куќата е приватна сопственост и како таква е неприкосновено правото да располага сопственикот со зацртана маркица и сите законски документи. Никој не ги праша како живеа во куќа готова за паѓање, а сите напишал солеме памет. Па ева од тука можеме да го поставиме и вака формулираме прашањето, доколку ваквите куќи кои што постојат како ова еден век имаат сопственик, односно се приватна сопственост, дали всушност еве автоматски приватниот сопственик има апсолутна
власт врст одлуката дали да биде рушена, продадена и така натаму. Зборуваме за куќа која што му пркоси на времето и секако за многу познавачи на стариот град, на уметноста, архитектурата, ваквите куќи се безвременско богатство. Па, еве, дали тука може би државата според вас потврли или едноставно некој друг? Одговорите, ќе ги слушнеме од вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден, се слушаме ли? Да, се слушаме, повелете. Господјо Птинов, зошто не го спомнате рушењето на камениот мост во Скопје? Дали тоа беше историја на државата? Кој беше тој ментален човек? Да не навредувате, внимавајте на употребата на зборовите, продолжете. Зошто толку стручњаци од Градежниот факултет не најдоа модус да го реставрираат тоа, него го рушија, а тоа беше најголемото богатство на Скопје. Само толку имам да кажам. Па еве, кој потврлува тука? Граѓаните, собствениците на ваквите имоти или пак државата? Државата, кој може друг? Локалната самоуправа. Сега ова што се случи во Скопје со изградбата на зградата што пола пат го уништи тротоарот и ги раздрма околните згради. Која е тоа? Локалната самоуправа. Дали некој одговара кривично за тоа? Дали има институција од држава да покренат обвинение? Ако е тоа се, благодарам многу. А ние продолжуваме понатаму. Секако одиме сега и на нашата Facebook страница. Пристигнаа секако коментари. Прашањето е тука е зошто полесно се руши историјата од дивоградбата. Еве што напиша Тихидон. Народот молчи, државните институции се префрлаат одговорноста. И така се во круг 35 години плукаме по културното наследство. Па кој потврли почитувани во заштитата на културното наследство? Секако можете да споделите, еве со нас верувам, ми ќе споделите дали постои историска градба во вашиот град која што е запуштена или пак пред уривање. Добар ден. Добар ден, драга Тина, се јавувам од Неготино. Поздрав до неготинчани преку вас. Биде ми поздравена, се на љубово ти посакувам. Благодарам. Јас го имав тој случај. На ден 9.11. На ден 9.5.2026 година беше изграден монтажен објект и тоа без моја согласност дека не сме там да се граде. Бидејќи ми прави проблем на видик и на осој. Затоа што влезот е по скали, од таа причина знае да биде и лизгав. Од таа причина претходно не дадов согласност. Нема, бидејќи никаков проток на воздух немаме. Има голем зид од 4 метра, ништо не му прават. Направија врата на далинско, сега и монтажното. Ама нема правда. Дојде инспекторот на 11, не направи ни записник, ни ништо. Ни пенкало носеше, ни лист, нека кажеше, ќе му дадеме. Тоа место е сега веќе црна точка на видливост. И на сообраќајот и на пешачите. Како круг е, ништо не се гледа, дали до зоа иде кола, дали до згора. И само писка, толе коли се тоткат, нема гајле. Беше казано дека ќе добиеме. Така, благодарам многу за јавувањето. Секако ќе подсетиме, времето е 90 секунди за едно вклучување. Тајмерот секогаш го објавуваме на екраните, за да имате увид како ви одминуваат секундите. А еве што напиша на нашето прашање и Жан, зошто полесно се руши историјата од дивоградбата. Здраво Тина, здраво Жан. Сегашните вработени во завод и музеи се партиски вработени. Кај нев критериумот е може ли од таа градба да се заработи или не. Ако може да се заработи, се рушат. Ако не, се заштитуваат. Поздрав. Благодарам многу за учеството. Бидете активни.
онака како што и најмногу ви одговара. Почитувани, секако сте исклучително добре дојдени да ве слушнеме во рамки на Црвена линија со вклучување во живо и со вртење на нашиот број 023070005. Не заборавајте, пишувајте и коментари, бидејќи почнавме и со нивно читање. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Ало, Тина. Поздрав до вас. Па еве зошто кој потврди пред се според вас во заштитата на културното наследство? Волим? Кој потврди според вас во заштитата на културното наследство? Кој потврди? Предавниците, комунарите. Трудеше Христо Мицко се да направи, они се се саботира, се уништуват, пречат со судите, ние продават, ние тргуват државата за лично богатење. Се прави и работи убаво со закон. Кога го мора да гледа се. Еве зошто полесно се руши историјата? Имаме таков пример од Дивоградбата. Историја, како рече, историјата на... Куќата во Охрид е срушена, а секако е куќа која што векува, еден век постои од 1927. Не е заштитена како културно наследство и побрзо се сруши отколку се отстрани, отколку Дивоградби за кои што сме сведоци, а ги има многу. Зошто е тоа така? Тоа е така. Од домашни издања и преданици се руши државата. Се. Од 91-та со тие суди и судики, криминални, корумпирани до гуша. Дури пари од зид. Зидови прикриват пари, не ги ни судат. Ништо не го судат. Не, тоа се лекција прават. Тоа нивни. Арамини невидени. Срамо тие за се. Не само наследно. Така, благодарам многу за јавувањето. Ние секако тука ќе подсетиме дека денес во Црвена линија зборуваме за куќата во Охрид, која што е стара еден век и е срамната со земја за помалку од 2 дена. Институциите секако си ја префрлаат одговорноста, едни велат дека не била под заштита, другите дека планирале да ја заштитат, третите дека постапиле законски. Истиот ден пак полицијата откри случај во Куманово, каде што уште во 2023 година бил урнат заштитен објект на културно наследство со спомен плоча на народниот херој Киро Нацев Фетак, а на негово место било изградена Дивоградба. Па од тука Црвена линија и прашува зошто полесно се руши историја, културно наследство, спомен обележе, отколку Дивоградби. Добар ден. Добар ден, убав ден, ако сум на линија. На линија сте, повелете. Па така, прво да ви кажам најискрено, Охрид крвари, плаче, значи за овој објект што е срушен. Независно тоа дали бил запишан во книгата на знаменитости или не. А овдека градоначалникот на Охрид, јас неколку пати сум го спомнал дека има околу 200 објекти кои што се во стариот дел и се не а не се санирани, односно отстранети. И сега, во Охрид посебно ќе речам, туристите доаѓаат да видат нешто старо, знаменито од времето на минатото, а нашиот градоначалник размислува само за своите лични интереси, воопшто баш му е гајле дали се нарушува тој интегритет на градот, дали во градот треба да постојат тие објекти, бидејќи некој доаѓа да ги види тие калето, црквата, да не ги бројам, театар и така натака, некој, за сметка на тоа, тој место да се труди, да го разубавува градот, тој го наградува. Денеска да ставите еден нов објект, нова градба меѓу тие старини, ја ми се чини дека треба да се срами градоначалникот што го потпишал тоа решение да се сруши тој објект. И ми се чини да не му е местото тука, ден порано да се даде оставка и да го нема. Ја ми се чини дека ќе биде најдоброто решение. Благодарам, поздрав.
Благодарам и вам, и еве исто има и вакви реакции под оваа вест. Например, Силман Ризвановик напишал: приватна куќа што сакаат ке прават, ако ви е жал да му дадевте 500.000 евра и чувајте. Потоа, секако, ваквите градби, напишала Василка Голубова, се карактеристична архитектура, символ на некое друго време. Треба да се зачуваат, заштитат, затоа што се дел од македонскиот идентитет. Ама градежната мафија си работи во полник ширум Македонија, а политичарите, ортаците нивни го премолчуваат ваквото рушење. Знаат дека во наша Македонија може да прават што сакаат, да уништуваат историски градби без око да им трепне. Да ве слушнеме вас, почитувани. Кој потврди во заштитата на културното наследство? Зошто полесно се руши историјата од дивоградбите? Добар ден. Ден и поздрав. Поздрав и до вас, све слушаме. Па историјата е рушија СДС. Кога и све продават, и дури имиња, и куќи, и све ќе рушат тие. Рушија и шахтите ги рушија, све рушија, назад и куќите ќе рушат, и нас ќе не рушат. Еве ги сега изгледа се продадени тие главите, им се продадени од бугарите, што зеле паре многу, па сега затоа се толку еве според настроени вас да во се моментот, потпиши. да речеме, сведоци сме на рушење на куќа која што е 1 век стара во Охрид. Тука кој според вас потврли? Сопственикот, државата, кој? Бидејќи е секако символ на едно време, 1 цел век постои. Тоа све се подмитени, подкупени луѓе. Запослени во такви места и што тие продават за паре само. Не гледаа ли е за историја, ли е за добро на државата, тие гледаа само паре да земат. Тоа све од СДС е. Дали имате ве може би... Филип ќе шопре на телевизија, срамота што се гледа доктор. Ве молам да не коментираме сега тоа, имаме убава тема, уште да ни откриете дали од таму од каде што се јавувате и ве сте и сведок на постоење на градба која е запуштена или предуривање. Добро, благодарам многу. Ве молам, црвена линија не постои за да навиваме политички, односно да се обраќаме во јавноста како симпатизери на одредена или секако не симпатизери на одредена политичка партија. Оно што сакаме од вас да постигнеме е секако да ве слушнеме како граѓани кои што секојдневно живеете во оваа земја и верувам дека реагирате и целно нели следите што се случува. Па она што навистина создаде огромна реакција и револтно, од друга страна има и поинакви реакции, токму уривањето на куќата во Охрид, која што постои односно изградена во 1927 година, што е му прекосела на се нешто што носел тој 1 век на нејзино постоење. Таа едноставно исчезна за само 2 дена. Па од тука и прашуваме дали може би требаше да се заштити како на културно наследство, дали доволно се грижиме за нашето културно наследство и дали може би побрзо ја рушиме историјата отколку дивоградбите. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, во црвена линија сте, повелете. Вака, темата е многу убава. Би рекла, ние нели македонците како народ сакаме култура, збориме за историја на Македонија. Сега би рекла, за жал мора да кажам дека испаѓа парите го нарушија патриотизмот. Нели ако сте вие да биде нели подарена музеј, збориме во Охрид, еве нека се напека да речем некоја влезница, символично нели е човекот за пари. А збориме дека од тука имаме сега 2 работи. Може ли самата општина Охрид нели да побари на Министерство за култура. Значи може да го заштити, а од друга страна кажеме нели сега ајде пак капитализам, самиот нели собственик че тоа е моја куќа, ми требаат пари. И сега колку би нели би побарала пари збориме, но пак кажеме тука патриотизмот и културата за жал некако не се најдоа. А би требало да се заштити во секој случај, дека прво би требало од Министерството за култура нели како министерство и градот Охрид, пошто е дека речем сите ние нели одиме Полска, Чешка да ни набројам леле како убаво нели и Словенија, кечеме Загреб, како убаво сите нели да се изразам припаѓано место со таа култура нели наследство. Тука кај нас
старите се бројат и тако ќе ја видиш. Стварно е нешто, мислам, ете наследство културно убаво. Кој би требало ќе видиш во Охрид што се вика, колку сакаш е предбаник во Охрид ќе видиш модерн, така ли, денеска не се разликува. Ама вака стари куќи ми се стварно било едно обележие на градот. Зато реков, можело се најде и министерството, а и самиот, нели, да речеме, собственик да товара мала субари, некако да му даде друго земјиште. Зато реков, културата мора да ја заштитим. Благодарам за учеството и вашите одговори. Горан Златевски го има напишано следното. Сега едно зградиче со 20 на станчиња, 2-3 задржуваш за внуци и правнуци и рестото продавај за добри евренца. А бе шампиони сме, алчноста нема крај. Катерина Велјановска пак напиша: главно Охриѓани покажаа дека воопшто не име грижа, без протести мирно одобрија, како што помине и уривањето на Хотел Парк. А пак Ѓорѓев Ѓоко напиша: Нова Македонија ќе прават. Па кој потврли почитувани во заштитата на културното наследство? Добар ден. Добро, останува, бидејќи така времето наложува да продолжиме со реклами, но секако останете со Телма, бидејќи следуваат и резултатите од анкетата. Во овој дел на Црвена линија по рекламите останува секако и да ви ги соопштиме резултатите од анкетата на Црвена линија. Подсетувам да следете на уште сега веднаш на Инстаграм профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Учествувате од утре во секоја една наредна анкета. На оваа денешна, на која што прашавме има ли историска градба во вашиот град која е запуштена или пред уривање, под А има одговорија 89%, а под Б нема 11%. Почитувани, благодарам што не следевте и бевте и ја создадовте и креиравте оваа денешна Црвена линија. Утре секако повторно во стандардниот термин со нов предизвик и нова тема. Информирајте се на telma.com.mk. Имајте секако убаво попладне.